Секој народ си има народни песни. И секој си ги сака народните песни. Зашто во нив народот, народниот човек е излева маката, тагата, радоста. И кога човек си ги слуша народните песни, може да сочувствува со нив. Може да стане дел од нив. И како што реков, секој народ си има своји народни песни и евреите си имат народни песни. Нивните народни песни се собрани во зборникот Псалми. И разликата меѓу народните песни на евреите и останатите е во тоа што тие се боговдахновени. И во нив псалмистите ја излеваат својата душа, како што прави секој народен творец. Меѓутоа, бидејќи се боговдахновени, фокусот во нив е Бог. И центарот на тие песни кои си ги пееле евреите и во богослужбени цели и во секојдневниот живот како народни песни е прославувањето на Господ. Во маката тие скажуваат надежта дека Господ ќе ги избави. И затоа кога сме натажени, сакаме да ги читаме токму псалмите, зашто можеме да се поистоветиме со псалмистите. Затоа псалмите се омилениот дел од Библијата на многу луѓе. И кога доаѓа некој со мака, му велиме, читај ги псалмите. Они ќе те охрабрат. Надежта на псалмистот носи охрабрување. Голем дел пак од псалмите се напишени од како поминала тагата, од како поминала неволјата. И во нив псалмистите ја искажуваат радоста, благодарноста кон Бог. И читајќи ги и тие псалми, се исполнуваме со радост и ние. Зашто и ние се надеваме на искусување на и веруваме дека ќе искусиме избавување и радост. И затоа псалмистите се убави, псалмите се убави за читање, зашто во нив Творецот, кој е народен Творец, боговдахновен, се отвара душата и си изнесува она што е во него. Но не се сите псалми такви, не големиот дел. Има псалми кои кога читаме ги скокаме, што не се пријатни. Еден од овие псалми овој, 50 псалм, не говори за избавување, не говори за помош, говори повеќе за укор, говори за суд. И овој псалм не пренесува во судска атмосфера, судски процес. Нешто што не е многу пријатно. Не знам колку судската атмосфера говори на помладите, но оние кои никој пат не биле во таква просторија, никој пат не го почувствувале судскиот амбиент. И јас не сум го почувствувал, но сум имал можност да вкусам дел, да стигнам до некој степен во постапката. И не е пријатно. Гледаме, може би единствената представа за судските процеси на некое од филмовите. Но и оттаму можеме да видиме колку е сериозна работа судот и колку е страшно кога ќе се соочиш пред судија, кога ќе застанеш, кога ќе влезеш во судски процес од кој што може да зависи и твојата слобода. Во некои земји може да зависи и животот на крајот од тој судски процес. Минатата година помина во судски процеси во нашиот општествено-политички живот. Гледаме колку некои луѓе упорно се обидуваат да обструират некои работи, да се стигнат до судски процес или до независно судство, како што се вели. Судот е сериозна работа. Да се застане пред судија е тешка работа. А пак овој псалм не пренесува директно пред Божиот суд. Не пренесува во Божјата судница, не пренесува пред судскиот процес. И ни кажува всушност, ни покажува како се одвива тој. Што суди Бог? Кои се обвинетите? Кои се сведоците? Кој е обвинението? Што Бог сака, а што Бог суди? Што му е угодно, а што мрази? Значи, сите овие работи се изнесени во овој псалм, 50 псалм, кој е напишан од псалмистот Асав и, како што кажав, не пренесува директно пред Божјото присуство, пред Божјиот престол,
како Бог гледа на човечкото служење. Ајде да видиме. Како и секој суд, како и секој процес, така и овој псалм започнува со некој покана. За да има судски процес треба да има покана, во кој што може да е изнесено и обвинението, а во кој што може само да биде представено денот, часот, кај да се јавиш. Бог на боговите, Господ, говори и ја повикува земјата од сончевиот изгрев до запад. Многу звучи тоа така, официјално. Бог ја повикува. И ќе видиме кој Бог, каков тој се појавува, кое својство. Тој се појавува како судија. Ја повикуваат сета земја од сончевиот изгрев до запад, тоест од крај до крајот земјата, од едниот крај до другиот, во својство на судија. Ја повикува да суди. Тоест, уводот е сушност покана за суд. Непријатна работа. Не знам колку од вас добиле покана за суд, но е страшно. Кога ќе ја добиеш и те става во неизвестност. До моментот до кога не разбереш кога е крајот. 2001 година, се враќавме од Струмица, меѓу Струмица и Радовиш, возев тогаш стара кола, се случи сообраќајка, јас се предизвикав и по таа сообраќајка беше оштетен постар човек со тешки повреди, имаше скршеници на ногата. Дојде полицајот, ја виде сета ситуација и рече дека јас немам никаква вина. Дека на тој меѓуградски пат човекот кој не гледал добро, на 80 неколку години, излетал пред колата и дека јас немам вина. Тоа беше записникот што го подпишавме. И после неколку недели ми стигна покана за суд. И тоа покана за суд за кривични дела. Сериозна работа. И почна една агонија, една борба. Страв, стрес. Гаго тогаш ме придружуваше на тие патување до Радовиш. Многу страшно беше тежок период во животот. Не знаеш што ќе се случи. Сериозна работа е поканата за суд. Заврши за мене добро судскиот процес, иако кога се појавив кај кривичниот судија беше многу строг и беше кон мене многу суров. И ми рече, ова нема да помине така, ова е сериозна работа. Но добро човекот, кој беше жртва во тој процес, дојде на суд и рече, јас сум винован, јас не гледам, јас овој пат го поминувам на среќа, надевајќи се дека нема кола. И тој буквално излета пред мене, во возов со 70-80. И кога ги кажа тие работи, заврши процесот. Сакам да кажам дека судскиот процес, поканата за суд е нешто сериозно. А овдека Бог повикува. Бог е оној кој што упатува поканата. И целата земја, од исток до запад, е повикан во тој судски процес. Кој е судијата? И веднаш во првиот стих и понатаму е представувањето на судијата. Тоа е Богот над боговите, Господ. И на крајот завршува во 6 стих, и небесата ќе огласат неговата праведност, зашто Бог е судијата. И тука гледаме во кој својство се јавува Бог на боговите или Господ. Самиот псалм почнува со една фраза која е необична. Ел, Елохим, Јахве. Ел, Бог, Елохим на боговите, Јахве повикува. Ел, Елохим е степенувана форма, што сака да каже дека судијата во конкретниот случај е Богот на боговите. Нема други богови, не е идејата да каже дека има и други богови, а Бог е над тие други богови. Идејата овдека е дека нема поголем од него. И тука судијата кој повикува е оној кој над кого нема друг авторитет. Нема над него суд апелацијски или врховен или уставен кој може да действува над овој судија. Тој има сета власт во своите раце. Тој не е наместен, никој не му должи, како што гледаме дека има суди кои се должни до гроб или верни на луѓе, од кого се наместени.
Бог на боговите, врховниот, суверениот судија. Неговата пресуда е конечна. И неговата пресуда е праведна. Тој пресудува како праведниот Бог. Во исто време пак, овој праведен Бог овдека како судија се представува и со Јахве. Јахве е името со кое Бог се представи кога случуваше заветот со Израел. Тоа е заветното име на Бог. Како Јахве, со името Јахве Бог се представи како милостивиот Бог, кој кога склучи завет вети грижа, вети заштита, вети благослов, вети милост, прошка и сите тие работи. Значи овдека имаме судија кој е и праведен, но во истото време е и милостивиот Јахве, заветниот Бог. Влегувањето негово е импресивно, вели доаѓа нашиот Бог и нема да молчи. Тоест, нема да остане настрана, нема да остане неактивен, нема да ги остави работите така. Не молчи, нема да молчи. Пред него ќе има оган што проголтува, околу него бура. И многу е импресивна овдека сцената. Кога тој влегува во судницата, тој е предводен од оган што проголтува. А целиот пак тој, така да кажеме, е сред бура, сред силен оган. И двете метафори овдека, символи, не се туги за Библијата. На многу места Бог е представен и како оган што проголтува, но и на многу места гледаме Божја идентификација со ветрот. И кој е всушност? Во Евреите истото, 12:29 пишува дека Бог е оган што проголтува. А се сеќавате како се симна Светиот Дух на Педесетница, во 2 глава на Делата на апостолите. Се симна Светиот Дух со бучава или шум што доаѓаше како од ветар. Ветрот и исто така нели говори за оние што се родени од Светиот Дух, така се како ветрот. Никој не знае кај доаѓа и кај оди. Но што представуваат поважно овие символики? Огнот во Библијата е символика за прочистување. На многу места каде што се говори за искушенијата, се дава споредбата со огнот, низ кој што поминува златото и излегува прочистено. И овдека е идејата иста. Овој суд има за цел да прочистува. Целта, и тоа треба да го има во предвид кога го читаме овој псалм, целта на Божиот суд е да прочистува, да го оттргне злото, гревот што се таложи во човечкото срце. Прочистување, чистота. Божиот суд, кога ќе настапи, ќе донесе конечно прочистување на созданието, на земјата. Конечно ќе биде уништено сето зло и ќе зацарува вечното царство на Бог во светост и праведност. Тоа е идејата за огнот. А во исто време гледаме и бура или ветер. Символиката на ветрот е силата. Ветрот има голема сила. Ураганите, кои всушност исто така ветер, торнадата, имаат голема сила. И гледаме како в пустош оставаат зад себе ураганите кои ќе се создадат. Имаат сила да креваат цели куки. Голема сила. Некаде прочитав дека после торнадата луѓето можат да најдат во дрвата забиени парчиња од слама. Огромна сила, огромна брзина. Слама да се забие во дрвена кора. Голема сила. Кој идејата? Кај што ќе дојде Бог? Кај што ќе... Она што Бог ќе го исполни со своето присуство, таму има и сила. Кога апостолите беа исполнети со Светиот Дух, кој дојде како шум од ветер, апостолите зборуваа проповеди, кажуваа зборови и правеа нешта кои ги вчудовневдуваа луѓето. И луѓето се прашуваа од кај таа сила кај овие луѓе. Божото присуство ги исполни со сила. И тоа е идеја, и тоа е целта на судот. Целта на судот не е да не уништи. Целта на судот е да не преведе
из тој процес и да излеземе чисти и да излеземе посилни. Да излеземе со она сила што доаѓа од Божјото присуство. Кај е сместен тој суд? Кај доаѓа Бог? Кај се случува сето тоа? Од Сион говори, од кај повикува Ел Елохим, Јахве, од кај повикува Бог на боговите, од кај повикува сета земја од исток до запад. Од Сион, кој е врв на убавината, заблескува Бог. Оттаму е упатена поканата. И таму треба да дојдат, всушност, поканетите. Зошто точно Сион? Понатаму ќе видиме текстот јасно ни кажува. Во Стариот завет две планини се важни. Синај и Сион. На Синај Бог го даваше заветот, кога грмеше и се тресеше целата планина. А на Сион е местото на поклонението. Таму беше храмот и таму доаѓаа евреите да пренесуваат жртви. И овдека од Сион повикува Бог. Сион е местото. Всушност, местото или судницата, место каде што врши судот, судницата е поклонението, местото за поклонение. Ономо каде што евреите го одбиваа својот богослужбен живот. И затоа во насловот што го прочита Лидија пишуваше вистинско богослужење. Богослужењето всушност ќе видиме е темата на судот. И таму е локацијата. Или ако сакате современа интерпретација, ова е судницата, Божјата судница. Кои се обвинетите и која е поротата? И тој ќе го повика небото горе и земјата за да му суди на својот народ. Соберете ги кај мене, светиите мои, кои ми се заветуваа преку жртва, и небесата ќе ја огласат неговата праведност. Кои се повикани на овој процес? Изворно, овој псалм е напишан за евреите. Овде го говори за оние кои се заветуваа преку жртва. Повикани се евреите. Во заветот што го склучија со Бог, евреите се заветија дека преку жртва, преку тој механизам, ќе имат општина со Бог, дека жртвите ќе бидат таа заменечка жртва, како сенка на Христовата жртва, кој ќе очистува од гревот. Жртвата некако символично го носеше гревот на луѓето. Во времето на Божјото трпение до доаѓањето на Христос. Значи, ова е така, наменето за евреите. Меѓутоа, во Христос, преку Христос, кој е исполнување на сите жртви во Стариот Завет, во Христос и ние влегуваме во заветни односи со Бог. Во Христос и ние се заветуваме за служење на Бог. Во Христос и ние сме Божиот народ. Така да, освен евреите, и ние сме повикани овој псалм. Така да, обвинението не важи само за евреите. Обвинението важи и за нас. Обвинете сме ние и нашето богослужење. Или со други збори, предмет на суд, на оценка, сме ние и нашето богослужење. Овој псалм ни открива што се случува на небото кога ние се собираме да принесуваме пред Бог не крвни жртви, но нашиот принос, кој може да биде славење, поклонение, слово, служење и се што е принос пред Божиот престол. Ако за евреите судницата беше храмот, за нас тоа е нашето богослужење. Бог е судијата, оној кој го суди нашето поклонение. А како порота или како сведоци е повикана небесата. Небесата ќе потврди дека Божиот суд е праведност. Небесата ја огласуваат неговата праведност. Кој е обвинителниот збор? Значи, секој судски процес, основата е обвинителниот збор. Кој е обвинителниот збор? Чуј, народе мој, јас ке говорам. Израеле, ке сведочам против тебе. Јас сум Бог, твој Бог, и нема да те прекорувам поради твоите жртви, вели Бог. И понатаму има иронија. Библијата содржи многу иронија на многу места. Бог честопати говори со иронија. И ова е едно од тие места. Прво почнува со тоа дека нема да ги укорува за жртвите. Тие се секогаш пред мене. Секогаш твоите сепаленици се пред мене, пред моите очи. И навистина,
тој завет што го склучи и она на што се обврзаа евреите, овој поглед го извршува. Тие беа многу педантни во пренесувањето на жртви. Тој дел го исполнуваа. Ги пренесуваа жртвите онака како што беше пропишано со законот. Но што беше, кај се јави проблемот? Затоа вели нема да ви замерам. Тие се секогаш пред моите очи. Но што недостасува? Пренесувајќи жртви, извршувајќи кој тој дел од нивниот заветен долг, се сведе на хранење на Бог. Со други зборови, почнаа да си мислат, ние му даваме телиња, јагниња, му пролеваме јагнешка крв и тој треба да биде задоволен. Што очекува повеќе од нас? Нели го правиме тоа што тој го бара? Пренесуваме жртви. Даваме она што тој го бара од нас. И Бог треба да биде задоволен. Што ќе бара повеќе од нас? Што би можел да бара повеќе од нас? И Бог одговара, и што си мислите? Вие ме храните мене. Па, мои се сите животни на целата земја. Мои се сите гори кај што живеат животните. Ги познам сите птици небески и убавината на полината е пред мене. Ако огладнам, зар од тебе ќе барам? Зар ти ќе ме храниш мене? Моја вселената и се што исполнува. Зар јас јадам јунешко месо и пием крв јарешка? Вие создадовте многу земна, многу ниска представа за мене. Вие ме сведовте на суштество кое се храни со месо, пие крв и ако тоа го дадеме, го извршуваме нашиот долг и ги исполнуваме нашите обврски кон Бог. Па не сум јас некакво крвожедно животно на кого што му дошло до вашите жртви. На крајот на криштата зошто беа жртвите? За Бог или за луѓето? Жртвите беа за самите луѓе. Преку жртвите нивните гревови се простуваа. Преку жртвите тие се ослободуваа од гревовите. Жртвите не беа за Бог да биде нахранет. Жртвите беа за самите луѓе. Можем ли да најдеме некоја аналогија, наша современа, денес? Дали и ние не го правиме истото тоа кога си мислиме, дали не е истата паралела, кога доаѓаме на црква, да испееме некоја песна, да пуштиме некој денар, да упатиме некоја молитва и да си отидеме. И нашиот дел е завршен. Ние сме завршили се. Или, како во некој па други цркви, да дадеме шише зејтин, да заколиме некој животно, да запалиме свеќе и сме го нахраниле Бог. И сме завршили нашата работа. И сега Бог треба да биде радосен, треба да биде задоволен од нас. Треба да доаѓаме на црква. Бог би рекол, нема да ве укорам за тоа што доаѓате на црква. Нема да ве укорам за тоа што славите, се поклонувате. Нема да ве укорам. Но има нешто многу повеќе Бог го бара од нас. И кога всушност се извршува богослужението, како што пишува нели во псалмот, во насловот, Бог очекува нешто многу повеќе. Тој секое богослужење го оценува, го суди пред неговите очи. Секое поклонение е Божјата судница, во која што Бог оценува. Што е неопходно всушност? 14 до 16 стих пишува. Пренесимо на Бог благодарствена жртва. Па за евреите не пренесува благодарствена жртва. Пренесува редовно, секогаш кога треба. Која е идејата овдека? Бог сака да бидеме овдека. Бог сака да пренесеме благопријатен мирис пред неговиот престол. Бог сака да се молиме. Но она што најмногу го сака е благодарствената жртва. А благодарствената жртва, гледаме во Новиот Завет, е благодарноста. Благодарното срце. Благодарноста во срцето на човекот. Тоа на што Бог најмногу го сака. Во 1 Тимотеј 5:18 вели, многу пати се прашуваме што е Божјата воља. Па многу јасно пишува што е Божјата воља. Не треба толку да се чудиме. Пишува, Божјата воља е за се да бидеме
благодарни, да благодариме за се, зашто тоа е Божјата воља за вас во Христос Исус. Така пише во 1 Тимотеј 5:18. Зошто е толку важно за Бог благодарното срце? Зашто само благодарното срце може вистински да слави, да се моли, да го говори Божјото Слово, да проповеда, да дава, да служи пред Господ. Само благодарното срце. Затоа Бог бара благодарствена жртва. Да благодариме, со благодарност да ги правиме тие работи. А што е необходно пак за да имаме благодарно срце? За да кажеме некој благодарам и за да бидеме исполнети со благодарност, треба некој да направил нешто. Не може туку така да отидеш некој човек да му кажеш благодарам. И тој ќе се чуди и вика, зошто? Па така ти благодарам. Едноставно решив да ти благодарам. Треба да има дело, треба да има нешто да се случи. Зошто Бог сака да бидеме благодарни? И можеме ли воопшто? Има ли основа да бидеме благодарни на Бог? Во Евреите 12:28, првиот дел вели, затоа бидејќи примевме царство кое не може да се расклати, да имаме благодарност. Сме примиле царство кое не може да се расклати. Имаме Божјо царство, вечно царство. И ние во тоа царство имаме посебна позиција. Не земно царство кое има време на трајање, постои, не постои, се менува, вечно царство, придобиено преку жртвата на Исус Христос. Имаме царство, Божјо царство, добиено по благодат. И дали е доволно тоа за благодарност? Дали е причина за благодарност? Знаете ли која е идејата овдека? Ако сметате дека не сте добиле ништо од Бог, ако сметате дека тоа што сте го добиле не е кој знае што, подобро не правете ништо. Тоа е идејата. Зашто ако во вашите срца нема благодарност, ако вие не осознавате што сте добиле, ако немате благодарни срца, на Божиот суд се е осудено. На Божиот суд се пропаѓа сето тоа. Ако имаме благодарни срца, ако осознаваме што сме добиле во Бог, ако осознаваме што Тој ни дава, тогаш ќе има вистинско славење, тогаш ќе има вистинско поклонение, тогаш ќе има вистинско служење. Срцето што осознало што добило од Бог, може да даде, вистински да даде. Срцето што осознало каква љубов е покажано кон него, може да љуби. Срцето што осознало какво служење Бог извршил за нас во Христос, ќе служи вистински. Срцето што осознало какво простување е покажано кон него, може да простува вистински. Идејата овдека е мотивацијата. Само благодарното срце може да има вистинска мотивација. Секое друго служење, кое не произлега од благодарно срце, не е вистински мотивирано. И затоа вели, јас повикувам сите ги повикувам од исток до запад, од Сион, на местото на поклонение, за да судам, да го оценам секој принос што е представен пред мене. И понатаму продолжува вели, значи пренесимо на Бог благодарствена жртва и исполнувајќи своите завети пред Севишниот. И овдека се надополнува овој текст од Евреите, продолжение 12 глава 28 стих. Значи, зато бидејќи примивме царство во кое не може да се расклати, да имаме благодарност и така да му служиме угодно на Бог, како што милува со стравопочит. Гледате, како служењето е врзано со благодарноста. И во Псалмот, и во Евреите. Овие стихови, јас ги поделив 14-тиот во Псалмот и овој 28-тиот во Евреите. Служењето доаѓа од благодарното срце. Благодарното срце, всушност, е она што верата ќе ја претвори во дејство. Ако немаме благодарно срце, верата ќе се остане само на зборови. Ќе ги нема, така да кажеме, глаголите во нашиот христијански живот. Нашата вера ќе се сведе на декларација. Во христијанство ние имаме љубов, ние имаме простување, ние имаме давање, ние имаме служење, ние имаме
трпени и така натаму. Меѓутоа, вистинското, благодарното срце, тимејќи ги претвора во дејство. Не велиме имаме љубов, велиме љубиме. Не велиме има простување во црква, простуваме. Не велиме има давање, давам. Знаете, кога христијанскиот живот ќе се претвори во глаголи, станува многу по-личен. Станува многу по-суштински. Не е доволно да велиме дека ги има тие работи. Благодарното срце ги претвора во дејство. Има еден филм за кој сум спомнувал неколку пати, пак ќе спомнам, зашто е добра илустрација за благодарноста. Филм направен по вистински случај, спасувањето на војникот Рајан. Дејствието на Нормандија, кога сојузничките војски, американските војници се истоваруваат на Нормандија и една единица добива задача да спаси еден војник Рајан, бидејќи неговите тројца браќа се убиени во тие војни дејства и само тој останал жив. И задачата на единицата е да го вратат дома кај родителите, единствениот син што останал. И на крајот успева да го спасат, но во таа акција се убиени сите војници кои учествуваат, вклучително и оној главниот што ги води. И на крајот дејството на филмот не пренесува во современието, т.е. многу години подоцна, кога војникот Рајан веќе остарен, оди да положи цвеќе на главниот, на оној командантот што ја водеше акцијата. И многу е така сцената предизвикувачка. Тој доаѓа со супругата, со многуте деца и со многуте внуци што ги има од многуте деца. И целата идеја на крајот е да покаже на луѓето кои го жртвувале животот за да го спасат, кои умреле да го спасат. Вашите животи не беа напразно дадени. Јас не го прокуцкав мојот живот. Мојата благодарност е толку голема што направи се мојот живот да биде повреден. Мојот живот да го заслужи она што го направија овие луѓе за мене. Тоа, ако осознаваме што Христос направи за нас, ако осознаваме што ни дал и по каква цена го платил тоа царство кое не се распаѓа, не кој трае во вечноста, ние ќе имаме мотивацијата да го живееме тој живот и да го правиме сето тоа со благодарно срце. Не да стане нашето доаѓање во црква, нашето служи, нашиот живот во вера, една рутина во која се ни е така, претворено во некаква техника. Ке станеме како црквата во Ефес, која се правеше како што треба. Имаше многу дела. Меѓутоа Бог вели, оставивте првата љубов. Ја немате љубовта кон Бог. Го немате во вас благодарното срце. И остана само рутината да ги извршувате работите. И на крајот, што е неопходно? И повикај ме во тежок ден, јас ке те избавам, а ти ке ме прославиш. Кого човек побикува на помош? На кого човек се надева? На оние на кои што сум најблагодарен, најмногу ги викам, ги барам, повторно. За да има повторно причина да ми бидат благодарни. Зашто знам дека тие луѓе на кои што сум им благодарен зашто заслужиле благодарност, правеле нешто за мене. И ги барам повторно. Ако сме благодарни, ако имаме благодарни срца, ќе го повикуваме Господ. Ќе доаѓаме на служба не само за да бидеме тука. Треба да го правиме тоа. Вели, не ви замерам за тоа. Но ќе бидеме тука за вистински да го повикаме, вистински да го побараме, вистински да бидеме со Него, да бидеме во славението да ни биде присутен, во молитвата, во се, да биде со нас, да бидеме со Него, да го повикуваме. Само оној кој смета дека добил нешто големо од Бог, му е благодарен и вистински го бара, и вистински се подпира на Него. Во продолжение говори за обвинителниот збор за безбожниците, за оние кои се нарекуваат верници, меѓутоа нивниот живот покажува, не нивниот живот, нивното поведение, тие декларираат дека се верници и се обидуваат да ги манипулираат луѓето, но Бог
ја знае вистината. Не станува збор за атеисти, зашто во древноста атеисти немало. Има луѓе кои велат дека веруваат во Бог, но живеат како Бог да не постои. И овдека гледаме што им кажува Бог. Напамет ги кажуваш моите одредби, с уста го спомнаш мојот завет, а ти самиот ја мразиш поуката моја. Не ти значи ништо моето слово. Ги цитираш заповедите, но тие не ти значат ништо во животот. Ти живееш како тие да не постојат во реалноста, како да ги нема. Зад грб ги фрлаш моите зборови и ги цениш, повеќе ги сакаш. Значи рековме, оно што има благодарно срце го бара Бог. А овие, вели, ги бараат никаквеците, ги бараат крадците, ги бараат прелюбниците, се зближуваш со нив, зашто тие ти значат повеќе. Ти ги цениш нив повеќе. Нивното поведение ти се допаѓа повеќе. Нив си им повеќе благодарен за примерот што ти го покажуваат, за дејството што ги гледаш во нивниот живот. И вели на крајот, оние пак што го следат Бог, ти нив ги хулиш, се подигруваш со нив, ги исмеваш, ги презираш. Твојот јазик не е угоден на Бог. Такви луѓе постојат. И Бог вели, бидејќи не ви се случува ништо лошо, бидејќи може да успеете во некој период, си мислите дека на Бог му е сеедно. Си мислите дека Бог може и да го одобри тоа. Не се залажувате. Божјото долготрпение не е знак за игнорирање или незаинтересираност на Бог. Бог не сака никого да казни. Бог сака секој да дојде до покаяние. Бог сака секој да се исполни со благодарно срце и вистински да тргне по Божиот пат. Божјото чекање не е знак за одлагање или за негирање. Ке дојде денот, вели. Обвинението ке дојде еден ден. Чекањето не е индиферентност на Бог. А тогаш кога ќе дојде, вели текстот, тогаш ќе нема избавител, тогаш ќе нема адвокат, тогаш ќе нема некој кој ќе се застапи за вас. Никој не може, поентата е, никој не може да го надитри Бог. Сите сме постојано во неговата судница. Овде кога се собираме, кога сме дома, кога сме на работа, кога сме во движење, ние сме постојано во неговата судница. И сега ние сме во неговата судница. И тој гледа повеќе од нас, многу повеќе. Тој гледа длабоко во нас, тој гледа во срцето, што има внатре. Тој гледа дали е тоа срце благодарно и оценува, суди, проценува. Дали го почитуваме, дали во нас има благодарност или сето тоа е само некаква навика, некаков ритуал во кој што нема благодарно срце, во кој што нема љубов. Само оние, и на крајот со тоа завршува псалмот, само оној кој пренесува благодарна жртва, само оној кој исполнет со вистинската благодарност, само кој има благодарно срце, тој го прославува Бог, само тој го следи Божиот пат и само нему ќе му биде соопштено Божото спасение. Само тој е во тоа царство кој не се клати. Таквите знаат што добили од Бог, тие се благодарни, таквите ја знаат пораката, ја кажуваат, ги знаат своите места, ги пополнуваат, знаат која нивната работа и извршуваат со благодарно срце. Секогаш кога влегуваме во оваа просторија, да имаме наум дека ние влегуваме во Божјата судница. Многу пати, кога служиме, кога се подготвуваме, сега ќе имаме јубилеј, ќе кажам нешто позасно до тоа, се спремаме посебно, зашто ќе има повеќе луѓе. Истината е дека ние секогаш, дури кога има само еден на служба, ние сме гледани, ние сме нагледувани од најважниот, од Бог. Секоја наша служба, секој наше служење, секој наше дело
секој наш чекор е дел од Божјата судница, што Бог оценува и гледа зошто правиме и како правиме. Зато секогаш, се што правиме, и тоа е Божјата воля, да биде со благодарност. Зашто тоа е ценето од Бог. И тоа го прослава Бог и тоа носи спасение. Господ да не благослови и во неговата судница секогаш да доаѓаме со благодарни срца. Амин.